Човековите права и потреби се исти за сите луѓе, и оние кои имаат добро здравје и оние кои немаат, сакаат да посетат одредени музејски поставки, да се едуцираат за минатото или да видат со кое богатство располага одреден регион. За да не постои пречка и посетителите да бидат од сите општествени групи, Битолскиот завод и музеј преку Балканската музејска мрежа посетува обуки за пристапност на музеите. Последната обука се одржа во Загреб, од каде се донесоа последните искуства. Нашата институција, како споменик на култура, имаше голем проблем за пристапност за лицата со пречки или лицата со инвалидитет до поставките, и за таа цел ние се обративме до Министерството за култура и го најдовме идеалното решение, односно набавивме лифт-кар или гасеничар со кој што ние физичката пристапност на музеот ја решивме. Меѓутоа, со самото тоа ние не станавме пристапен музеј, заради тоа што во текот на наредните месеци ние планираме да работиме и на програми, работилници со децата со пречки и со возрастните од различни категории. Дека пристапноста треба да се реши и како бариера да не постои, музеот сериозно работи преку обуките од Балканската група одговорна за пристапност на музеите под менторство на британката Мишел Тейлор, која на секои 6 месеци организира нова обука од овој домен. Нашата институција, гледајќи ги искуствата на музеите во сите држави каде што одиме, например првата беше во Атина, втората беше во Сараево, третава во Загреб, ние прибираме искуства и ги адаптираме според нашите услови, консултирајќи ги секако експертите, и се надевам дека нашата институција многу скоро ќе може да се пофали со голема бројка на посетители со пречки. Заводот и музеј потпиша меморандум со Асоциацијата на слепи лица, со Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух говори глас Кочо Рацин и Ресурсниот центар за лица со проблеми во видот, со цел нагласување на потребата од побрзо и поефикасно надминување на проблемот со пристапноста.